полициските службеници на СВР Скопје не доведоа до сторителите на ова грозоморно кривично дело без преседан. Тие се утврдени, приведени и за нив по извршени вештачења и искази се собрани материјални докази. Поточно во врска со двата случаи, осомничени се 5 лица, од кои за 3 е веќе определена мерка притвор, едно е надвор од државата, а 5-тото лице, таткото на малолетничката, е приведено, со него извршен распит и понатаму ќе се преземаат мерки по насока на јавното обвинителство. Како што веќе сте запознати од соопштението, мотивот е користолюбие, при што едно од лицата во договор и сознаење, според првичните сознанија на член на семејството, го извршувало, го организирало извршувањето на кривичното дело со цел да се изнудат пари од мајката на малолетничката, од кое што понатаму сите инволвирани би имале парична, односно материјална корист. Што се однесува до другата жртва, повозрастното машко лице од Велес, кое нема никаква врска со малолетничката, директно лицето и малолетничката од Скопје. Но поради нерасчистени односи со еден од осомничените, а неговото возило Цитроен е одземено и употребено при извршување на кривичното дело, за потоа ова возило да биде пронајдено опожарено. Токму со тоа возило е земена малолетничката и тоа во влезот од зградата, односно од живеалиштето, откако претходно, според исказите на осомничените, таткото споделил информација со организаторот за денот и времето на низиното излегување сама од дома. Двете од лицата, кои што биле со возилото Цитроен, а по претходно добиена информација која што имале вечерта пред извршувањето на грмнувањето, дека девојчето ќе биде само во колку часот и така натаму, во влезот од зградата го земаат и е ставено практично со врзани раце и нозе и во една вреќа за спиење и го изнесуваат и го стават во гепек од возилото. Пред возилото Цитроен се наоѓа возилото Рено Канго, кое што цело време се движи пред нив и е однесено на локација надвор од Скопје. Според сведоците, таму извршено убиството, а после тоа е запалено возилото. Ова е изолиран случај, инцидентен случај, кој што имал организатори и имал крајна цел. Ова нема врска со јавната безбедност генерално. Ова лице, според утврдените факти, е грабнато внатре во влезот на зградата. По претходно добиена информација кога излегува и дека излегува сам. Од првиот момент на постапувањето и за 22 исчезнатото лице во Велес, сите мерки и активности беа превземени исто како што и за случајот од 27 и на почетокот воопшто немаше никаква корелација помеѓу овие два случаи на пријавување. Значи, 27 кога се пријавува исчезнувањето на девојчето, имаме две пријави. Едната е телефонска од страна на мајката, едната е во ПСО на центар во 11 часот од страна на таткото. Меѓутоа, потрагата започнува веднаш после пријавата прва која што се добива некаде околу 8:30, Савајле почнува потрагата по лицето. Се преземени низа на мерки и активности криминалистички паралелно и тука
и во Велес. Велес, секторот за внатрешни работи за случајот со Жежовски, додека Скопје за овој случај.